Благодарам, председателке. Почитуван колега Велковски, ќе почнам прво од почетокот дека рековте зборував за се, ама не зборував за темата. Не е точно. Зборував конкретно на темава и за сето оно што е офатено во буџетот и оно што значи за граѓани. Значи, ако сакав да зборувам надвор од темава и само тука ќе се задржам нова, ќе ви зборувам за фондот за иновации. И тука можев да ви зборувам не 20-40 минути. Како тоа не се знаело дека братучевот на Аце Коцевски добил на грант од фондот за иновации, како снаата на Цветанка Ласкова добила грант од фондот за иновации, како зборуваме за фондот за иновации, колега, како особа која што ги пишувала апликациите добила и сега откако сето тоа се откри, излеговте со став дека тие нема да ги земат средствата. Ама одговорноста на тие што им ги дале тие, и вие и јас сме биле раководители некаде. Каде е одговорноста тука? Што правиме со одговорноста? Или сега ќе ги фатиме вака, народски кажано, ајде да не се изразам лошо, и тука, добро, нема да правиме ништо. Пред да го правевте ова, тоа е тоа, ако сакате да зборувам надвор од темата, сега ќе зборувам на темата, чисто вака за спомнување. Во однос на транспарентноста на Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа. Јас се согласувам дека општините имаат обврски од претходно. И вие и јас сме биле раководители во некои институции. Јас сум имал обврска како раководител на институцијата која што раководев, директно кон Министерството за финансии по однос на еден леап-меап кредит, на кој што сум вратил 1 милион евра пари собрани од граѓаните за да го раздолжам. Со тие средства, да зборувам пластично, сум можел да набавам механизација и опрема за комуналното предпријатие кај Шовев, меѓутоа ја ги враќа средствата, за разлика од некои мои колеги кои што не ги вратили. Зошто сега тие колеги и тие градоначалници, ако не се истите или некои слични, да ги ставиме во повластена состојба да можат тие средства? Во оваа држава има закони. Секој што должи, посебно према некој доверител, има начин како да се наплатат средствата. Како дојдовме до средствата, еве ќе зеа, Марачиново 29 милиона, Богданци 32 милиона, Виница 39 милиона, Јагуно, Карбинци 17, Крива Паланка, Крушево, различни суми, 971 милион Охрид. Знам дека начинот е преку пријавување на доспеање неплатени обврски во електронскиот систем, заклучно со некоја дата која што ја дало Министерството. Меѓутоа, нели ги ставаме во неравноправна положба сите оние кои што плаќале редовно домакински према Министерството, према набавувачите, према операторите кои што им биле во разни јавни набавки? Значи, оваа транспарентност, доколку сакавме да ја направиме, требаше порано да се излезе со план, да видиме, да поразговараме, да најдеме начин, форма. Не наоѓа мана на вас, министер, сега. Вие барате начин за целата работа да извадите за да ги одглавиме општините. Ама ние сме дојдени во ситуација да можеме да дојдеме во ситуација утре пак некој да не плаќа и да чека некој нов закон по целава оваа работа, а да прави разни работи во предпријатието или институцијата или во општината во која што функционира. Чекајки да, меѓутоа постои можност да при промена на некоја друга влада се смени одредени члени од другиот закон и повторно дојдеме во ситуација плаќачите да си ги истресат парите према државата, а оние другите да можат да работат или народски кажано. По однос на другите теми, колега Велков, по кои што дискутира, рековте дека Велковски се извинува, рековте дека ветените проекти ви се проекти за до крајот на мандатот за 2014 година. Еве, ја имам некои проекти тука кои што се ветени малку на пократок рок, а се уште ги немаме. Еве, за предвремените парламентарни избори декември 2016 СДСМ вети дека во првите 6 месеци од мандатот ќе овозможи остварување на бенефициран работен стаж за земјоделците. Во првите 6 месеци. Тоа го имате во изборната програма, инфраструктурен развој, грижа за земјоделството на страна 90. Во првите 6 месеци, гледам, бенефициран стаж земјоделците нема. Зелената нафта, додека бевте во опозиција, ветувавте. Дури одговорница, некои од вашите истакнати министри сега, ни викаа, ВМРО не даваат да направиме влада, инаку ова ќе се реши со зелената нафта од утре. Ама еве, година и пол сте веќе власт,
Втор буџет се спрема да поднесете само вие. Немаме реализација. Интервентниот фонд е исто една работа која што е ветена веднаш да профункционира. Стабилни откупни цени за земјоделците е ветување кое што вие го дававте кога одевте кај земјоделците. Видовте во каква хаотична состојба се наоѓаме. Дополнително, значително намалување на средства за водоводи и канализации за општините. Од планирани 123 милиони денари остануваат 31 милион денари. Средства за водоводи и канализации. Проектот карго аеродром во Штип застана со ветување дека парите ќе бидат дадени на земјоделците, а ние дополнително кратиме од средствата за водоводи и канализации. Со дел од колегите разговаравме и во дискусиите го кажуваат тоа, дека имаме населени места без водоводи, дека имаме села без канализации, градови без канализации и прочистителни станици. Од сите тие ставки се кратат средства. Многу планирано, слабо реализирано. Да заклучам, можам да зборувам уште, во интерес на времето, нема да зборувам повеќе. И јас во мојата дискусија не зборувам за планирање, туку зборувам за реализирање. Тоа што ви фали, колега Велковски, тоа е реализацијата на капиталните инвестиции. 400 милиони евра планирани капитални инвестиции од ваша страна, реализирани околу 110 или 27%, намалени за 100 милиони евра. 25% го сгрешивте планот на ваше планирање за реализација на проекти за капитални инвестиции. Ви благодарам.